Во бомбашки напад во главниот украински град Киев било убиено едно лице, додека четворица други биле ранети, меѓу нив и пратеникот Ихор Мосијчук од опозицијската националистичка радикална партија, соопшти Украинското министерство за внатрешни работи. До експлозијата дошло кога Мосијчук и неколкумина други ја напуштале зградата на една локална телевизиска станица во дистриктот Соломјански. Експлозијата била предизвикана од мотоцикл паркиран во близина на телевизиската станица. Станува збор за терористички чин, се наведува во соопштението на Министерството. Заменик обвинителот Павло Короненко изјави. Это сотрудник первой роты полка патрульной службы особого назначения, 86-го года рождения. Остальные 4 человека с различными минозарывными ранениями различных степеней. Мосейчук сейчас находится в клинике Борис, где ему проводят операцию, у него ранение конечности, спины и живота. Според последните информации, тој не бил во животна опасност. Полицијата е во потрага по извршителите и мотивите за нападот. Во меѓувреме, радикалната партија соопшти дека постојат сомневања од инцидентот бил политички мотивиран, односно дека тоа било атентат врз нивниот член Мосијчук. Тоа е поврзано со неговите професионални активности и политички ставови. Јасно е дека ова е дело на нашите непријателски тајни служби, оцени лидерот на таа партија Олег Лијашко. По избувнувањето на конфликтот со проруските сепаратисти во Источна Украина во 2014 година е зголемен бројот на инциденти надвор од зоната на борбите, во кои цел биле политичари и новинари. Во јуни полковник во воената разузнавачка служба на Украина беше убиен од автомобил бомба во центарот на Киев. Поранешниот руски пратеник Денис Вороненков, критичар на Кремљ, кој се пресели во Киев, беше застрелан во март годинава. Предходно во експлозија на автомобил бомба беше убиен новинарот Павло Шеремет, кој беше остар критичар и на Русија и на Украина. Овие случаи се уште не се разјаснени.